Мојата следна соговорничка е госпоđата Даница Стојанова, која што е директор на Државното музичко балетско училишен центар Илија Николовски Луј. Тоа на времето се викаше Ембуц, сега да, музичко-балетски училишен центар, меѓутоа понатаму ја додадоа и државен и така. Госпожо Стојанова, јас сакав да ве поканам овдека, бидејќи вие сте во, како да кажем, сакале некаде во еден центар на една контроверза која што се разви деновиве и така натаму. Се работи пред се за некаков клавир кој што е набавен, ќе поразговараме за тоа. Меѓутоа се работи и за еден процес на избор за директор во училишниот центар и сега луѓето кои тоа не го знаат, а ги гледаат овие сите таму, имаше и други информации кои што се појавија, не им е јасно за што точно станува збор. Кажете ми, кога се извршува изборот на директорот и колку трае веќе тој процес, кој имате ли вие ќе кандидирате, имате ли против кандидати и така натаму? Најпрво добро утро за вас и за сите гледачи на утрински брифинг. Задоволство ми е што конечно јас неколку пати имам соработувано со вас, меѓутоа со физичко присуство, за многу убави поводи, но денес ми е должност пред се поради нашиот центар и целиот мој колектив, заради тоа што вистината мора да излезе на виделина, нормално мора да се кажат фактите кои се и што се. Јас сум назначена за вршителна должност директор во јуни 2021 година на овој центар, значи во Луј. И од тогаш, значи од тој момент до ден денес, работам заедно со мојот колектив, работиме на воспитно-образовниот процес според програмата годишна на училиштето. Во центарот се запослени 250, има 250 вработени, од кои што голем колектив. Премногу голем, да. 250 вработени, од кои што 200 наставници се задолжени за извршување на воспитно-образовниот процес, односно ја држат наставата на 1800, можеби повеќе, ученици кои што ја изведуваат наставата на македонски и албански јазик. Значи, од јуни месец, од кога влегов, тоа е, сега пред 9 месеци, од кога ме назначија, значи, јас, мојот стил на работа е тимска работа и од тој момент до денес, во мојот колектив, нашиот колектив, односно нашиот центар, се направени стручни комисии, координативни тела, раководни тела, имаме администрација, педагошка служба, наставнички совет, училишен совет. И сите тие имаат своји задолженија и работа. До сега не функционира тие, бидејќи дел од ова што Па нешто да и така натаму. Но тоа не е најважно. Најважно од се е што на нашиот центар ни е многу јасно зошто се во моментот овие тенденциозни наслови, како што на пример да кажеме, да речеме, директорката на училиште набавила клавир за 55.000 евра, додека лифтот не работи во зградата. Така. И сега да не значи директорката не може да набави ништо. Во центарот си постои стручна комисија за јавни набавки. Стручната комисија за јавни набавки е од членови кои што се запослени во училиштето и тоа Снежана Проковиќ председател, Николина Евтимова Тодоровска член или заменик и Симеон Стевковски член или заменик, кои што ја имаат извршено, односно ја спроведуваат постапката за јавни набавки на пијано. Вие одамна немате пијано во училиштето, Па тоа беше бум, да ви кажам. Таа вест беше една од најубавите вести кои што се случила последните 20 години за нашиот центар. Во нашиот центар. Пијаното, значи, како е направена набавката? Прво, во годишната програма за план за јавни набавки од 2021 година беше ставена во план од претходното раководство дека треба да се купи концертно пијано. Јас поднесов барање во МОН, значи Министерство за образование, на кој што барање на 5.8.
август е одговорено од 2021 година дека во врска со нашите барања на Министерството за образование и наука има обезбедено средства за набавка на клавир во вредност од 2.500.000 денари. Што значи нашиот центар не може тие пари да ги употреби за нешто друго, тие се наменски. Не може да направи лифт. Значи 2,5 милиони денари. 2,5 милиони. милиони. Околу 40 и нешто илјади евро. Да. Како е стигнато до сумата од 50? Да. Сега, јавната набавка, во јавната набавка и во планот за јавни набавки е напишено 3 милиони денари. Се бара инструмент 3 милиони денари според комплетната техничка спецификација, која што можете да ја најдете на овај системот за на законот за јавни набавки, каде што е за акција. Така. За аукција, односно. Да, за аукција. Значи, сега, одлуката во март 2021 година, значи, училишниот одбор си направил одлука дека за потребите, за утврдување за потребите кои ќе бидат финансирани од средствата обезбедени од ученичката партиципација. Тоа значи и набавка на музички инструментариум. Тоа е направено уште пред јас да дојдам, значи, како ВД директор, што е многу во ред, затоа што нели, секој си прави план, утре можеме да купиме овој, значи училишниот одбор има представа што дека ги гледам хартиите, знам колку време имаме. Сакам нешто друго да ве прашам. Да. Сигурен сум дека процедурата веројатно е течена според сите пропишани. Апсолутно. Значи техничката спецификација е фантастично направена. Што е најважното од се? Најважното од се е што се јавува само еден аукционер, еден понудувач. За да се понудувачот, за да се пријавил, според техничката спецификација, стручната комисија одредила да има официјален сертификат дека е овластен дистрибутер, застапник и сервисер на територијата на републиката. Дека се тоа истите луѓе кои што се штимери во училиштето, ако не се лажам. Па тие се штимери во цела Македонија. Да, тоа сакам да кажам, бидејќи се работи за специфичен проizvод. Тоа е, видете, тие во се автомобили кај што имате 100 фирми. Апсолутно. Нека нема многу фирми кои што увезуваат клавири, особено со апсолутно. спецификации. Видете, Ордановски, нема да дозволам да се дискредитира една таква фирма, Пијано центре од Кире Ристевски, кој што уште пред да сум родила ги штима клавирите. Јас не познавам човек во Македонија што не ги штима клавирите. Морам да ви кажам и тоа да ви кажам само дека тој договор со штимерите е направен од 2019 година со претходниот директор. Да. Се појавува информации дека некој просурфа некои сајтови, нема многу такви во Македонија, дека нашле дека овие клавири се многу поевтини од тие сајтови. Потоа се испостави дека се тоа прилично стари цени, ако не се лажам. Тоа е поприлично, јас кога го прочитав ова, веднаш се јави во Дореми, кај Даниловски, директор на продавницата за музички инструменти, и го прашав дали е вистина дека да не сме сгрешили. Апсолутно не. Тоа вика е од пред 15 години, повеќе од 10 години, 15 години, вика не знам колку стои тоа. Меѓутоа, видите, тоа е тенденциозно, затоа што и јас да не ги знам работите, кога ќе погледам и кога ќе прочитам првото. Тоа е тотално неетично. Значи секој јасно ми е, мислам, ова сето тоа не е убаво што лифтовите не ви работат. Ви работат. За лифтовите не, цела приказна. Значи лифтот не работи, меѓутоа веднаш јас пошто немав многу време, оти тоа вчера нели се случи, веднаш прашав исто за лифтов да најдам некои документи од пред 15-20 години. Исто значи лифтот од самиот почеток кога е наместен 1978 година. 78 година имал проблеми и не функционирал најдобро. Долги години не е во употреба. Истиот лифт е на факултетот за музичка уметност и тој не работи. Меѓутоа неколку пати имаше, да не должам, имаше и во 2003 година и во 2006 година да се направи. Лифтот повторно не работи, има краток период работи, само се расипува, заглавува не повеќе пати и има наставници кои се лифтот се има откачено и има наставници кои се повредени. Да кажам, сум бил во таа зграда и на оваа знаете што, флуктуација кој имате на 2000 луѓе
предпоставам дневно. Значи за лифтот Но тоа мора да се реши, предпоставам, без лифтот разлика. мора да се реши, меѓутоа во моментов јас како директор мене ми е приоритет да се пошто домаќински работам, знаете во една куќа е многу важно се на почеток како се поставени работите. Во моментов физичката конструкција на училиштето, односно кровот е во многу лоша состојба. Тече вода и така натаму. Имаше дојдоа од Тоа ви е поважно од колку Па апсолутно. Замислите од таму да потече вода во лифтот ке Ајде сега, бидејќи имаме уште некоја минута само, вие се кандидирате за директорското место во следниот мандат, сега веќе и официјален? По инсистирање на цел колектив, да. Имате ли против кандидати? Има уште еден против кандидат. Затворен е периодот за кандидирање? Па траеше до пред еден ден. Како се бира директорот на крајот? На конкурсот кој решава по тоа? Училишниот одбор. Училишниот одбор кој што е поставен од претходното раководство. Значи, да. Вашите планови за идната кариера, вие сте пианист по професија. Да, јас сум пианист и се надевам откако се ќе заврши како што треба. Крајот на март имам концерт во Истанбул и држам мастер клас во едно училиште кое што исто така сакам да направам соработка со нашето училиште. И таму имаше уште едно обвинување, ми се чини. Да, за патување, ако не се лажам, и за тоа се спомнуваше за некакви отсуства, патување, ваму таму за тоа или не за тоа, него кај нас сите кои што концертираат, еве на пример пишувам, имаме право да се отсуствува од работа со тоа што се наменски веднаш часовите ги одржува, правиме за прв пат раководителот на оделите, раководителите на оделите ги заменуваат часовите кај други наставници. Значи другите наставници скокнуваат во тоа мислев патување која велам мислам. Меѓутоа имаше уште една работа која што е напишана, прочитав дека имам 4 функции. Ве молам веднаш да отворите на Google и ги молам сите гледачи. Има таму ДКСК, Државна комисија за спречување корупција. Прочитете таму, Даница Стојанова има една функција, тоа е вршител на должност директор на Државно музички балетски училишен центар. Сашо, додека сум таму, им ветувам на сите мои колеги дека Пандорината кутија се отвори, раскринкана е таа една група која што ги користи сите вакви средства, се користи со вакви средства, за да може да прави било што во училиштето, а при тоа да нема санкции. Овој пат Даница Стојанова постави други вредносни системи, ги заштитува професионалците пред се заради тоа што во тој центар седат мои ученици и вредностниот систем ќе биде висок. Или ќе се работи, или ќе се сносат санкции. Да ви кажам право, не ми беше намерата да ви го претворам ова во кампања за избор на директори и затоа не сакам ни другата страна да ја спомнувам. Вие се сомневате дека ова сепак извира од таму, но мислам дека беше занимливо да се продискутира, ако ништо друго за Клавија, бидејќи морам да ви кажам дека во Македонија знам колку долги години се расправаше за купување во филхармонија, па потоа во опера. Тоа беше, знаете што на први клавир, мислам. Да, знаете што е најважно од се? А набавката е направена во август, во септември месец. На 1 септември школскиот час, школската година започна со новото пијано. За нас поголема радост немаше. Што пијано е тоа? Кој е? Петров. Петров е? Петров Сторм. Со тоа што видите, ако била јавната набавка не во ред и сомнителна, септември, октомври, ноември, декември, јануар, фебруар, март, 8 месеци имале. Ама немаш избор за директор во тие месеци. Немаш избор за директор, да, Саша. Даница Стојановска, ви благодарам за... Многу ви благодарам, затоа што не сме се виделе, мислам, сум била ваш учесник во емисијата. Ова е за утрински брифинг. Последниот мој носач на звук. Благодарам. Ние овде ќе емитуваме и спотови, не знам дали имате спотови. Нема спот, аудио, има на YouTube. Ова е од светската литература класична и од македонското класично творештво. Ви благодарам за утринско гостување. Даница Стојанова, ВД директор на музичкиот училишен балетски центар. Државно музичко балетски училишен центар. Па јас кога се тие долги наслови, ама ние го знаеме добро центарот. Па да, сега во последно време сме многу познати затоа што имавме премногу активности и излезе хаштагот Ние сме луѓе. И тоа ќе бидеме. Благодарам уште еднаш.